Гледачи, добро вечер сега од другото соседно студио на телевизија 24, од каде што се реализира емисијата Аргумент Плюс, како што најавив на крајот на дневникот, наш денешен гостин е господинот Димитар Апасиев. Апасиев, добро вечер и благодарам што прифативте поканата. Еве последно интервју за оваа година. Благодарам, да затвориме сезона, да закружиме година. Так. Еве денеска ќе почнеме со она што е најново од работата на законодавниот дом. Денеска имавте 2 седници, мислам дека барем така беа на дневен ред пленарни. Дел од законите што беа или предлог закони беа од типот на усогласување со новото уставно име чинам, меѓу другото. Беше и на дневен ред и законот за функционерските плати и за тоа ќе ве прашам што се случи со тој закон, бидејќи имаме информација дека ВМРО го повлекло поради официјално технички некои проблеми, па не сум во тек за тоа. Добро, како и да е, меѓутоа ќе го искоментираме и тој. Да, вака, мислам дека законодавниот дом е епитет веќе да се каже, ние се престоривме во машина за штанцање закони на владата. И овие кои што си гласавте со 400.000 гласа, вие забетонираа Северна. Значи, по наша евиденција, само сега се 41 закон, предходно беа 30, значи 70 од бројката на кај 100 закони, во кои што тие ја забетонираа Северна надвор од Преспанскиот договор. Значи, ние немаме уврска ова да го правиме и СДС веројатно и свесно не го правеше, затоа што одеше на одолговлекување, но овие фанариотиве одат, значи, жустро да не им забележуваме. Еве, јас не сум ги гласал, еве, човек кој ги гласал, како се, нели, они ќе го враќа преспанскиот, бугарскиот и сите тие работи, значи, они се буквално продолжеток. И ние, тоа е кастински систем, ние не гледаме суштинска разлика во владењето. Значи, тоа се политичари на статус квото кои не го предизвикуваат системот и они само си ги штанцаат законите. И ние се престоривме во обична фабрика за носење закони, по скратена постапка. Еве ќе ви кажам еден куриозитет. Некина нашата претеничка, бидејќи е една само, и е во тоа некоја си, како се вика тоа, комисија за родови прашања, женско лоби има тоа. И сега типкиве се собираат и држат 4-5 јавни расправи, каде што само се дебатира, упорно се дебатира и во заклучоците се вика треба да се промени член тој од кривичниот законник за семејно насилство. И добро, еве пратеничкава, наша поднесува. И ВМРО-вкиве не го гласаат законот, кој предходно на 5-6 такви семинари од ОПСЕ, од НАТО, од ЕУ, од оваму, од онаму, самите донеле заклучок да се смени членот. Не сваќате? До кој степен оди сервилноста? Затоа што нема позитивно мислење од влада. Тоа беше член за да се гони семејното насилство и без пријава. Да, затоа што најчесто кога ќе ја истепа жената, она после некој време нема кај да оди, се враќа у домот и ја повлекува пријавата против мажот тепач. Ме сваќате? Тоа беше многу ситна измена. И не ја гласа. Сакам да ви кажам до кој степен оди сервилноста и затоа мнозинството е сервилно во однос на владата и законодавен дом е само флоскула. Еве вие претходно бевте во претходниот парламентарен состав, исто бевте опозиција, сега сте опозиција со друг парламентарен состав, односно со друго мнозинство различно. Гледате ли некоја разлика од овие 5-6 месеци од Нема суштинска разлика со тоа што можеби, значи ние сме единствен парламент каде што не се преседава на официјалниот државен јазик и ние го слушаме преку слушалки, што не постои такво нешто во светот. Од тука можеби чаталењето на Талат Џафери само го нема, но Африм Гаши е по, како вика, тивка вода брег рони. Он сите планови си ги остварува позади сцената, така што партија со двајца пратеници се неговите алтернатива, или како им се вика, и тој е спикер, тоа го нема исто така компаративно во јавното право, не постои во политичкиот систем таков феномен. Така што сервилноста која СДС имаше и која народот очекуваше дека овие која ќе дојдат десничариве, демохристијаниве, конзервативциве, дека они ќе нема ништо од тоа промена. Напротив, се оди фанатички да се промени секоја трага од зборот Република Македонија. Значи, педантно се брише секоја трага и рачунете тоа за неколку генерации ќе ни стане нормално дека е северна. Од тука ние не гледаме никаква суштинска разлика и затоа левица останува единствена опозиција и тогаш и сега. Дали ја видовте да ве прашам уште за законот од работата на собранието, иако е се поврзано со работата на собранието, особено во овој дел од разговорот првиот, околу законот за функционерските плати?
Тоа се сет на закони, мислам дека 5-6, да, затоа што се и судиите и обвинителите и мислам дека логиката нивна е да се оди кон спуштање на коефициент. Ние како опозиција тогаш го гласавме, затоа што Груевски на времето воведе фиксна основица и Уставен суд ја укина. Тоа е тоа фамозно покачување. Сега овие одат со друг метод, а тоа е секоја година, наместо да има израмнување на платите, што тоа значи? Кога се зголемува просечна плата, се зголемува на сите во држава, вклучувајќи и нас и суди и месагет. Да. И тоа е од прилика 300-400 евра годишно во овие растови. Сега они го стимнуваат коефициентот, тоест ние, бидејќи ние го гласавме, и платата останува практично иста. Сваќате? Значи тоа е посуптилен метод за да Уставен суд не може да го укине. Затоа што ако введете фиксна основица, пак ќе го укине. И тоа е тој метод на кој што од, не знам, 3,5 се намалува на 3,4, па другата година 3,3, карикирам сега, за да се замрзнат практично платите и тоа е методот кој го применува. Кој што ќе донесе до замрзнување на платите. Да кажеме дека проблемот, јас зборам сега за собранието, не за судиите и за обвинителите, за кои што обвинители и колеги сметам дека имаат најниски плати и треба да им се зголемат, реално, затоа што тие луѓе си ја стават главата во торба и ви гонат криминалци за 1500 евра, ме сваќате. Кај нас проблемот се патните трошоци. Не е толку проблемот во платите, туку во патните трошоци, затоа што вие имате плата од 100.000 денара, 110.000 пратеничка и имате на таа плата уште 50.000 евра во мандатот, 60.000 евра, колку да си купите стан. Во 4 годишен мандат, да, за патни трошоци. Значи по 10-15.000 и дупло взимаат патни трошоци. Ние го споравме тоа на Уставен суд, но кој Уставен суд ќе ти пресуди? Значи тие взимаат патни трошоци за одење враќање и плюс патарини. Иако патарините се вклучени во патните трошоци, ме разбирате, значи не може два пати за иста работа да взимат. Кај нас може. Но еве, значи кај нас се пумпаат. Вие како левица знам дека не користите патни трошоци, имате 0 денари, имаме 0 денари. И одамна се залагате за да ова ми и сега да најавам дека после бидејќи вака здушно супер си го изгласавме овој закон, веднаш после празниците левица ќе поднесе закон за намалување на патните трошоци на пратениците и ќе го ограничиме. Првиот пат пробавме да го ограничиме на повратен билет, не ни помина, сега ќе пробаме да го ограничиме на просечна потрошувачка на гориво. Тоа значи ако вие сте пратеник, просечна потрошувачка е 6,5-7 литра гориво и патувате од Гевгелија, ќе ви се пресмета таа километража, толку троши, толку да ви следуваме. Сваќате? Значи да ви следуваат реални, а не вакви напумпани трошоци, за да вие не да амортизирате колата, вие стан ќе си купите во Скопје со тие пари кои ќе ги земете еден мандат како пратеник. Така. А вие се залагавте и да сите партии да го следат вашиот пример, нели, што се во законодавниот дом, меѓутоа не го следат. Не го следат вашиот пример, мислам уште од претходниот состав велите исто, меѓутоа не исто, сега е левица со вкупно 6 пратеници, така. За прв пат пратеничка група имаме. Така. И тоа не ги зголемува можностите за ги користите тие нели можности за ние користиме можности уставни, но не користиме привилегии. Тоа е разликата помеѓу нас како антиестаблишментска партија и нив како мејнстрим партија или бизнис партија, партија на олигархијата. Она што деновиве изминати го направи Знам партијата, која е дел од владеачкото мнозинство, е она декларација за црвени линии, не знам дали видовте на 3 листа, национална тоа е препишана наша. Не, ни видов, немам што да гледам, затоа што кој ќе биде ставот на левица? Па нашиот став е јасен уште од мај, уште за време на изборите, ние понудивме македонска јасна платформа во 5 точки, сега нив им текна, па истата ја препишале горе доле 2/3, па шетаат по штабови, бујрумте нашата од мај си стои, кој сака нека ја потпише, така што не знам кој им е пиар стратегот, тој им е промашен потек, затоа што левица веќе го понуди, на што добивме одговор од Мицкоски дека сме наркомани. Ето, тоа беше одговорот. И затоа Мицкоски, еве да кажеме, да им честитаме на овие патриотиве, дека денеска за прв пат во историјата на независна Македонија се воведоа двојазични лиценци. Тоа значи, мимо ова што Уставен суд покренува па се пишмани за закон за јазици, они си го спроведуваат исто така ревносно. И денес за прв пат во историјата за градинки таму прошверцуваа закон за заштита на деца, го прошверцуваа во Комисија за енергетика. Значи тоа е нонсенс. За сега поминат на комисија, ама па мислам дека е изгласан веќе денеска. Не знам во која фаза е, бидејќи се стотици закони имаме сега во процедура, некои во скратена, некои го полекуваат, некои во редовна, но тоа е интенцијата.
така што нема суштинска разлика помеѓу двете бизнис партии. Лиценците значи ќе бидат на двојазични. И следно ќе биде правосудниот испит, а не да речеме по желба на тој што и ние ќе се разбираме веројатно со албанците на англиски, затоа што децата сега наши се разбираат на англиски, бидејќи ние сме исто така првата земја во универзумот која што не го учи официјалниот јазик од прво оделение. И уставниот суд тоа туку од четврто. И младите албанчиња не знаат да зборуваат, потоа тие имаат институции на нивен јазик да се образуваат цело време до факултет и потоа тие не знаат да зборуваат македонски јазик. Еве Димитар, што мислите кога се испуштени конците за јазикот, националниот јазик, официјалниот јазик, македонскиот јазик по државава да не биде интегрирачки елемент, интегрирачки елемент кој што ќе биде нели тоа се испуштени уште од времето на Бранко кој не го подпиша тој, па потоа се пишмане, значи нас ни прават западните, колективниот запад ни прави салама тактика. Тоа значи не е наеднаш. Видите, имате рамковен договор, имате слово на договорот, па имате дух на договорот, па имате духчиња на договорот и тие духчиња нас не ги... Значи тоа што тие не го добија во војна, го добија во мир, ме сваќате. Значи тоа е предавство, капитулација комплетна. И тоа е баш поради тоа што ние немаме македонска платформа, а партиите на албанското малцинство имаат тиранска платформа и таа степ бај степ си се штиклира од година во година, си се остварува. Тоа е кусогледоста на македонските бизнис политичари кои што слугуваат и пак коренот на се е корупцијата, како сакате вртете, значи вие имате корумпиран политичар кој не гледа подалеку од носот, не е државник, не е стратег, не е визионер, туку гледа кој тендер да го закрпи од каде, едните краде еве од Рек Битол, а други ќе крадат сега преку други министерства, така што исто е се како викале Ахмети, како до сега, само како до сега. Да. Доека си ги гласаме овие партии, тоа ќе ни биде реалноста и нема љутиш тука, тоа е. Ќе споруваме и за борбата со организираниот криминал и корупцијата, меѓутоа, ајде околу јазикот за употреба, законот за употреба на јазиците кој што се најде изминатиот период и пред Уставниот суд, еве денеска е комплетиран списокот на учесници, така кои што ќе бидат нели на таа мартовска седница, подготвителна седница во Уставниот суд, бидејќи Левица е еден од субјектите кои што има нели иницијативи за измени нели во законот за употреба на јазиците. Очекувате да бидете повикани, претпоставувам. Под деловник треба да сме повикани. Да. А што мислите како ќе помине сето тоа околу Уставниот суд? Ќе помине ни риба ни девојка, така ќе помине. Во која смисла? Бидејќи има представници од Венецијанската комисија, знаеме кој е ставот на Венецијанската комисија, дека сме надмашиле. Прво вака, ако имавме Уставен суд, тој за 3 месеца, затоа што имаше времена мерка во барањето, требаше да го поништи законот. И видите, ние не влегуваме во материјална расправа како Венецијанска комисија, па ќе наоѓаме кој член. Не, овде има формални недостатоци. Кога имате формални недостатоци, вие не се впуштате во содржинска елаборација. Тоа е второ полувреме. Можеби ќе поднесеме и за тоа, да видиме како ќе заврши исход. Тука има суштински флагрантни прекашувања. Тука имате фуснота на место на подпис на председател. Тука имате подпишан заменик генерален секретар на собрание на местото на председател на република. Тука имате указ без врзан подпис. Тука имате пробиен преклузивен рок, кренар лога, за тоа им поништи 10 на правилници и Уставниот суд самиот се фати во клопка кога донесе опинио юрист правно мислење дека рокот за објава уставниот е преклузивен и тој не смее да се прекрши во никој случај. Од тука тие само по тие основи треба да го поништат законот, без да влегуваат во материјална расправа. Па потоа собранието нека се чука главата понатаму како ќе го хендла процесот на употреба на јазиците. Но процесот на употреба на јазиците е многу елегантно решен во амандманот 5. И таму се таксативно наведени областите. Секое надвор излегување во јавното право е недозволено. Не е ова приватно право па да е дозволено се што со устав и закон не е забрането. Не, обратно е. Забрането е се што со устав и закон не е дозволено. Значи, вие не можете во јавното право да измислувате како Талјат Џафери. Ќе очувам 2 години у фиока, ќе ги фрлам амандманите и ќе го пуштам. Значи, тој ќе фрли нуклеарна бомба и сега кога ќе дојде ред ние правно да расчистиме, а вие имате нешто против албанците. Не, имаме против силеджизмот вас, кој што го воведовте на политичката сцена. И опасни се овие преседани. Еве апели до Уставниот суд да мисли 3 пати како ќе пресече. Затоа што радикални партии, меѓу кои и Левица, која ќе дојдат на власт, овие преседани ќе ви ги удираме од глава.
со овие преседани ќе владееме. Каков председател? Не фирмам веќе председател, ако може указ без врзан потпис, зашто ми е мене председателот, не сваќате? Значи опасни се овие преседани. Во историјата до сега еднаш Киро Глигоров нема потпишан закон, втор пат Борис Трајковски и трет пат Тито Петковски се обиде да потпише на местото на Киро Глигоров. Но тогаш имавме уставни судии кои беа светски ценети, Тодор Џунов, Милан Нетков, и тие го кинаа тој указ. Доека овој уставен суд со најслабиот персонален состав во историјата на државата вели дека указот за прогласување на законот е неподобен акт за уставно-судска контрола. Па искинете се ги дипломите. Јас како професор по право, тоа имам да ви го порачам. Ако указот со кој се прогласува законот не е подобен, вие да го цените, тогаш вие не сте за уставни судии. Така. Значи не можете да предвидите како ќе се случи, ќе биде нерибани девојка, мојата пророчки вака да антиципирам, ќе биде ќе го чепнат тоа за судските постапки, дека не е со двотретинско, ќе чепнат таму можеби за банкноти нешто, дека е надворо, и другото ќе си остане. Значи символички пак македонецот ќе биде поразен благодарение на ДПМН и СДС. Тоа значи дека печатите, лиценците, дипломите утре ќе бидат двојазични, значи таблите, тоа е символички пораз кој е највисок тип на пораз, значи. Но еве од партијата ДУИ реагира жестоко и велат дека не треба да се смени ниту една точка запирка од законот за употреба на езиците. И ДУИ се во распад, така што среќно им пропаѓање на ДУИ, тие не се фактор веќе на политичката сцена и мислам дека веќе им е скроена капата, се види председателот на партијата синоќа на новогодишниот прием што го организирала партијата, вели дека се ураган, дека имало па нека биде среќен да не го стават овие пријатели негови на црна листа, да не е следен, ја така некако ми мирише, така што и затоа мојата теза од секогаш била и останува легитимна, а тоа е дека ДУИ се многу поконтролабилни за Западот отколку овие необалисти кои се сега во коалиција со ДПМН, затоа што имаат за што да ги држат. Имаат криминали, имаат злосторства против човештвото, имаат хашки случаи, не сваѓате, значи имаат како да ги хендлаат, додека овие се удрени на криминал, значи нема разлика суштинска помеѓу Артан Груби и овие сега што се меджити или не, тоа е иста разработена шема, така што министерот за дивоградби како го вика. Така што тоа се механизмите и овие од колективниот Запад, тоа тие си ги гајат, си ги хранат, но еве дали очекувате дека малку и тие надраснуваат, и треба тие деца не очекувам. Ова што му се случи на Груби е само доказ на која беше на Кисинџер ли тезата дека да бидеш пријател на американците, тоест да бидеш непријател е ризично, но да бидеш пријател е фатално. Ето, се види. Значи го употребија како корисен идиот до моментот додека им требаше. Видете, он беше гаен уште од тепачката на Кале, кога се спречуваше црква ли, што се спречуваше граден изгледба на црква. Мислам така, значи он беше од тогаш гаен низ тие семинари западнистички, како бройлер, во кој што стигна до висока позиција и веројатно секогаш кога ќе решат да те пуштаат низ вода, ти си корумпираниот, тоа е познат метод, не да не е корумпиран, но како до вчера не им сметаше дека е корумпиран, кога го пазареше Бехтел и Енка и провизиите, сега од еднаш им сметаме, сваќат. Така што овие кои си играте играчки со американците ќе ве пуштат низ вода, тоа е наравучението, па сега видете кој си игра играчки. Ние не си играме со нив, нито одиме на Кале, нито одиме на баци рака таму, нит ги ако побараат ќе ги примиме, секако, но не побарале до сега, тие немаат побарано, значи средба вие ги примате во собранието. Ние сме домакини, ги примаме во законодавниот дом. Сите кои побарал францускиот, рускиот, кинескиот, овие од Европска унија, швајцарски, хрватски бараат, ги примаме најнормално, а американците никад не побарале да се среднат со левица. Добро, можеби ќе побарат. Да се живи здрави, може ќе побарат. Ние не бараме први, тоа е наш принцип. Еве Артан Груби, веќе кога зборуваме да зборниме со таа битка со организиран криминал и околу бегството на Артан Груби, дали сметате дека е бегство, дали е организирано заминување? Мислам се, а јас шпекулирам, немам некои информации. Мислам дека тој кога свати дека е пуштен низ вода, беше шашардисан буквално и не знаеше. Мислам дека првично можеби и немал намера да бега, но кога сватил дека може да заврши као Милија на Киевски овие Спиро Ристовски што ги тепа у шутка, си вика боле ми Албанија, него мислам дека ова е доказ за исто така легитимната теза наша дека функционерите не треба да имаат двојно државјанство.
Впрочем, јас предам историја на право, уште во антика било така, ако сакате во античка Атина, имало прво мерка остракизам, да те протераат, и второ, кога ќе ти заврши функцијата, одреден месец, неколку месеци да не смееш да излезеш, например, од Атина надвор, да не смееш да излезеш, баш поради ревизија на твоето работење. Артан се избега, за да не биде со овие судије кои што зимал Алаш Вериш, за да мести спорови, но јас сакам еден друг аспект кој мене лично ми смета, ако сакате некако политичар, повеќе како професор по правото. Што да кажува тоа дека амбасада? Пораките на премиерот, добро, ќе се доискажете, пораките на премиерот за промена во судскиот совет, бидејќи дел од фелата вели да го спомнам не треба така да се прави, прво ова дека поразително е чувството дека странска амбасада ви кажува за криминал во вашата бивша влада. Ние немаме органи. Еве тука кривичната пријава на Левица поднесена во февруар минатата година, тоест оваа година, а во август обвинителството, ова исто обвинителство кое сега треба да го гони, ни вика еве решение за отфрлање, бидејќи пријавеното дело на Артан Груби, ние го пријавивме за противправно стекнување и прикривање имот. Тој не пријавил имот во антикорупцијска, што располага аудито, ако се сеќавате. Така, да. И сега ова исто обвинителство очекувате да го гони Артан Груби. Јас не очекувам искрено ништо. Затоа што овие луѓе, не знам како да кажам, од тефтерчињата, значи ќе се случи вишиот јавен обвинител да не дојде на рочиште или да прати писмено до судот со кое ја отповикува мерката. Значи тоа се Алаш Вериши уиграни шеми кои што со години не држат на дното и не 2%, ние -2 ќе отидеме, затоа што нема кредибилни суди. Има неколку, но тие се и обвинители, но тие се секогаш во втор план од овие кои го играат орото. И сега доаѓаме до, ајде сега да анализираме стручно, до ова што го кажува Мицкоски за радикални резови. Јас сум присталица на радикални резови, затоа што сметам дека ова е гнојна рана која не можете ја да излечите судството без радикални резови. Дури како правник, затоа и сака прво да прашам. Јас сум за естонскиот модел, предвремена пензија на сите и наново да ги бираме деца со висок просек кои завршија да ги ставаме судии. Или да се ослободи од способни адвокати да стануваат судии. Значи има модели, но кој ќе го применат не знам. Затоа што не постои универзален модел. Во Америка, ако сакате да споредуваме, кој има еден од најдобрите правни системи. Таму дури партиите си ги бираат легитимно или на избори во некои сојузни држави се оди за да се бира. Значи има различни модели. Но кој модел ќе го прифатат, јас навистина не знам да кажам. И од друга страна мислиме дека самата фела знае да се саморегулира. Тоа ни се покажа со овој што го примија за сега специјално, како го викаат, ова за организиран криминал. Овој од Дуи, што му седеше на ушка братот на Али Ахмети, како се И вие се не им го наметнавме ние, ајде да го биравме собрание, ќе речеме ние ви го, или не им го наметна Дуи, или не им го самите обвинители си го избраа него. Сваќате колку се они забегани. Да, па така што не е ни тоа начин, дајте им они да се саморегулираат, им дадовме, видовме што одбраме, сваќате. Значи нема лек за овие. Треба само радикални резови. Благите реформи се обична вакцина на веќе мртов пациент. Треба длабински и радикални. Не знам што ќе преземе. Правници или со учество нели во таа правна нели во тој правен дел дека сметаат можеби треба да има некое тело независно, ама кој е тоа тело кое што ќе ги санкционира и ќе го регулира. Па велиме нели еве има совет на јавни обвинители, има не знам судски совет. Значи тоа тело би било некако така. Ние поминавме низ една таква реформа, но проблемот е што истите луѓе не ги прават реформите. Значи, ајде да не ги именувам сега, професори фосили, кои што и во 91 го правеле устав, и во 2000 реформата ја прават, и сега 2020 ќе ги прават реформите. Не бива така, треба свежа крв, а имаме ние стручни кадри. Јас само сум изненаден студенти кои сега се асистенти и во Шпанија, и во Страсбур, и во Германија. Имам лично изнедрено кадар кој ја разбира проблематиката. Сега, зошто тој кадар не е тука е друго прашање, сваѓате. Така што мислам дека има начини, но без радикални резови во судството ние не можеме да се куртулиме од овакви кади, така што нека си мисли премиерот, не знаеме што ќе понудат, мислам дека и они не знаат реално.
затоа што има различни модели светски што се легитимни. И кажувам дека во Америка дури и како да ви објаснам, како штабот на демократите си номинира свој судија, како сега штабот на тоа и кај нас го има, меѓутоа кај нас е инкогнито, таму е јавно, но имаат најдобри судии, имаат порота, има механизми во судството, но кај нас е непотистички. Не гласаат све што ќе им дојде од партијата, да речеме да пропуштате, вако со партијата да па имаат кредибилитет, кај нас немаат кредибилитет, а зошто немаат? Затоа што вие ако сте се нафатиле да ве бираат од тефтерчето на гордето или на овие другиве тефтерчето, вие од старците си ја продале душата на Мефистофел и вие сте готово, потрошна роба понатаму. И најголемиот проблем, тоа беше и на Груевски заблудата, дека тој судија кој ти ќе го ставиш, дека утре ќе суди за тебе. Не бе, друже, он ќе си пребега кај другиве, оти не е глуп. Ќе си пребега и ќе суди од другото тефтерче, ме сваќате. И затоа ние немаме кредибилно судство. Нема ни да имаме Се случи еве 3 полициски акции, денеска премиерот го карактеризира како историски, нели, за апсењето на пленот од Бела ноца бандата, па за тие со ИСИЛ групата поврзани. Што мислите вие, дали дека реално подготвено за борба со организиран криминал и корупција? Кој реално го покажа. Све друго е шминка, но тоа е првиот знак кој Неоти Спасовски не ги знаеше, кој дила кокаин низ Скопје. Меѓутоа, ова е првиот посериозен удар и не знам како ќе се одвива акцијата, затоа што таму има многу кртови. Има луѓе кои ги процуруваат акциите на оваа претходнава, како се викаше, ја процурија таа како планина, не знам како се викаше акцијата. Значи имате кртови буквално луѓе вработени. Тоа беше поврзано со Фано Дуќанчик, обвинителот кој суди кој го води кейсот е од ДУИ, дактилографот му е од ДУИ, полицајецот е од ДУИ, судијата е од ДУИ, како сакате вие, и тој што дила дрога е од ДУИ. Како сакате вие да ги затворите? Така што како може да се поправи поведението на тие луѓе, бидејќи ако земат да чешлат из институциите, тоа значи им треба ветинг, па апсолутно им треба ветинг и да се исчисти све тоа што. Не, дури ДУИ се залага за ветинг дури од 90-те години. Па ние имаме внатре во МВР мафија, како да ви објаснам. Значи тоа се кланови, видите, пасоши издаваа на светски криминалци, ево ова сега со лихвава, со брзиве кредити, значи тоа се луѓе внатре во МВР кои валкани цајкани, како кои што треба да ги избркат од службата, нема сега тука корупцијата вие во самиот систем каде како да се спасите од неа. Вака кога говориме, дури човек искрено страв да го фати дали ние некогаш ќе станеме нормална правна држава, барем тоа корупција секаде има и криминал, меѓутоа не се веројатно толку силни и толку навлезени во институциите, зборувам за посовремените држави. И така кога зборуваме, викаме каде сме ние после 32 години независност, 33 години независност и дали може конечно правото да завладее и правната држава. А па си дали верувате во такво нешто, бидејќи вие сте дека ги гласате СДС и ДПМН, ова ќе не биде реалност. Колку и да го филувам ово и како сакате да го кажам грубо, не грубо, тоа е реалноста и таа ќе не биде реалноста додека ги гласаме овие СДС, ДПМН клиентелистички партии. Кога ќе даете шанса на нови луѓе, на други платформи, на идеолошки профилирани партии, можеби ќе се смени. Во меѓувреме се менува и геополитиката, гледаме. Така што има надеж, меѓутоа човекот си ја крои сам собствената судбина. Нема љутиш, вие ги гласавте со 400.000, вие бетонираат Северна, ви воведуваат двојазичност, бурумте, имате избори за година дена, па гласете си. Така, го имаше деновиве беа повлечени тие закони за средно образование и за основно. Затоа што е ерес да пеете химната, така. За химната, да, за ерес е само во Македонија ерес да пеете химната. Така, имало одредени несогласувања, беше министерката Јаневска го спомнала. Кој несогласувања, тоа е типичен сецесионизам, необализам и редантизам. Тие луѓе треба да во затвор како руфосмани на време. Имале одредени несогласувања. Луѓето кои не ги почитуваат државните институции, еве уште еден куриозитет, веднаш после празниците, покрај овој закон за патни трошоци, ние ќе поднесеме и закон за посебен инспекторат за државни символи. Дали знаете дека ние кога поднесовме представка против еден министер на ДУИ, кој ги стави албанското знаме само, од инспекцијски совет ни одговори дека не постои инспекторат
на толкава служба, на толкави бюрократи, кај нас со 100 и колку илјади бюрократи вработени административци, не постои надлежен инспектор кој е надлежен за знамињата и за грбот и за химната. Дали се спроведуваат или имаме не инспектор на диво за албанскиот јазик, ќе ви дојде да види печатите и штембилите дали ви се двојазични, ама немаме инспектор за македонскиот јазик. Видите кој е абсурд? Ама немаме инспектор за македонската химна. Која држава ние живееме? Наша ли е држава? На колку е држава? Не сваѓате? И од тука тезата дека ние сме курди на Балканот, оставени така на ветрометина. И тоа е баш поради недоквакани и кусогледи политичари. Политичари, бизнисмени. Се дека ги бирате политичари, бизнисмени, ова е реалноста. Колку и да ја фарбаме, не можеме да ја фарбаме. Так. Нема, тоа е фасада, ќе ставаме, не може, ќе падне таа. Точно така. Ајде едно футуристичко, едно-две прашања, бидејќи наредната година, која стапува за неколку дена, за една недела, ќе бидат локалните избори. Не знам колку и трезвени ќе бидат до крај политичарите и мерки што ќе се спроведуваат и акции, се некако ќе биде подвргнато на престојните локални избори. Дали се подготвувате, Левица, за локалните Апсолутно избори? да, ние веќе до пролет планираме да имаме програмата, нашите локални ограноци работат, но локалните избори ќе бидат доминација на десницата, затоа што сега, видите, со овој унгарски кредит, сите тие милиони евра тие ќе ги испумпаат преку градоначалниците, преку нивните неспособни градоначалници, да потенцирам само 3/4 дали има кои што одскокнуваат подобро од просекот, да не ги именувам, од овие ВМРО-вски градоначалници, све другото е под просекот. И тие, гледајќи дека се неспособни, дури и во буџетот, затоа што мојот колега Амар убаво го карактеризира, уличарски буџет. Затоа што ние во буџетот на нивните неспособни градоначалници им ставаме цртички и ставки таму, крак на улица таа и таа, во тој и тоа село, да го асфалтираме од државниот буџет, тие имаат неспособен градоначалник. И сега овие милиони тие ќе ги спумпаат преку такви проекти, преку ќе ги забетонираат нивните фирми, клиентела и слично, и ќе биде доминација, ќе биде покој. Тука па велат дека дека не давале само на ВМРО-вските градоначалници, дека па нема други градоначалници во држава освен ВМРО-вски. Значи 2-3 општини имаат СДС и толку. Ние очекуваме за прв пат да имаме градоначалник, особено во урбаните центри, кај што левичарските партии по традиција се секогаш прогресивното и авангардно гласачко тело ги гласа во урбаните центри, ќе се обидеме да изнајдеме најквалитетни кандидати, ќе одиме со сопствени сили и мислам дека ќе направиме добар пробив и ќе го дигнеме плафонот од сегашните 70.000 колку што вредиме на политичкиот пазар, но Левица игра на долги стази, но не ни се први избори, така што одиме сами, традиционално, без коалиција. Да кажам, дали одите соло или... Апсолутно, ние имаме статутарна забрана да коалицираме пред избори. После избори може да се договараме со било кој, но пред избори немаме коалиции и одиме сами со собствени сили. Не сме нека Павле Трајанов. Цел за освојување? Па да, имаме некои ликови и некои луѓе во партијата кои се покажаа како приемчиви за јавноста. Сондираме се уште и не е чудо да извадиме и наш кандидат за град Скопје. Но рано е се уште, до пролет ние ќе правиме програмите, па потоа ќе одиме на персоналните решенија. Еве, дали очекувате дека 2025 ќе биде ќе биде полоша од 2024? Еве да ви кажам. Ќе биде полоша со ВМРО Невармор, тоа ќе ви биде реалноста. 2025 ќе биде. Во која смисла ќе биде полоша? Еве, и на планот сакам на Европската унија, еве. Ќе ви изголемат платите за 2000 динара, ама трошоците за живот за 15.000 динара. Минималната плата нема да ја зголемат. Значи, за работничката класа која живее од плата, од собствен труд, 2025 ќе биде полоша од 2024. Тоа е реалноста. А за богатата класа, за нив, за овие олигарсиве, милионериве кои што ни се на власт, ќе биде мед и млеко. Ќе си течат тендерите од регбитола, од енергомафијата, од адвокатската мафија, од сите овие мафии кои што се изврзани, така што за нив ќе биде мед и млеко, а за вас работничка класа 2025 ќе биде полоша од 2024.
Значи таква прогноза Така, имате, еве да видиме дали ќе се оствари. Жалам што одиме со нешто темно и тоа, но добро, тоа се вашите гледања на состојбите околу уставните измени. Дали некој нешто зборува околу Европската унија, ги гледаме, ние ги слушаме владените представници. Да, они сега се консолидираат. До локални нема ништо од таа. Сметате дека нема ништо од тоа? Нема, затоа што ќе и потоне буквално ќе одат надоле ДПМН, но после локални, да, можно е и тоа на брза трака ќе ги донесат, имаат они ќе ги донесат со 134 пратени. Не, со 100 од 120 минус 6. Минус 6, колку што сте вие. Со толку ќе ги донесат. Сметате дека ќе имаат поддршка. Јас секогаш одам на минус 2, мислејќи дека сме уште двајца, јас и Борис, но минус 6 ќе биде, само левица ќе биде против. Иако сиот народ е против, ме сваѓате? И сега вие размислете кој го репрезентира народот внатре. Да. Значи на анкети сите се против да ги внесат, значи 70%. Ако цената за ЕУ е тоа, да, сите се против, но еве вашата политичка елита вас не ве репрезентира во собранието. Кој е представнички орган на граѓаните? Тикви со расл. Не, тој е представнички орган на олигархијата, кој што си ги плаќа и кој што си ги има на тацна. Меѓу кои и овие амбасади западнистички, кои исто така си ги имаат на тацна, затоа што им ги знаат сите криминали како на Артан и компанија. И само ќе проценат во кој политички момент е опортуно да ве пуштат низ вода. Ќе го пуштат и Али, ќе го пуштат утре и Мицко, така што тие луѓе се многу лесно контролабилни, баш поради нивните криминали. Так. Ние сме тешко контролабилни баш поради тоа што немаме криминали. И затоа не сакаат со вас да се сретнат. И затоа веројатно. Можеби ќе посакаат, еве во нова година, можеби Дедо Мразки каже на Анџела да не побара, ќе ја примиме срдечно во струшка соба во собрание, кај што ги примаме сите амбасадори на големите сили. Дојдовме до крајот на разговорот. Каде за нова година, тоа е сега вообичаено прашање? Дома, секогаш стандард дома. Дома значи нема некаде да одите преку граница некаде. Не. Па потоа нели да имате да бидете на вака да ме сликаат, да ме сликаат, па да стават на очите на јавноста. Ако нека ме сликаат. Ако Димитар, благодарам што бевте дел од ова издание на благодарам и вас за поканата да ја сумираме оваа година. Така, ви благодарам уште еднаш и пријатно за нашите почитувани гледачи.